светски познати шефови на кујни денес обучуваа млади кувари во соуколен ехтенин во Штип. Ние ова го направивме со една и единствена цел, а тоа е да се подигне гастрономската свест во Македонија. И едноставно да работиме на темата како да ги задржиме идните готвачи, наши кои што се од огромно значење за нашата земја, за Македонија, како да ги задржиме во нашата татковина. Прилика да ги слушнат искуствата на големите шефови имаа 60 деца, кои за својата струка го избрале готвењето. Во кујната на соуколен ехтенин Штип секогаш се готви нешто добро и вкусно, меѓутоа денеска имавме една несекојдневна прилика наши гости да бидат големите готвачи од поранешната Југославија, кои што со нашите ученици го споделија своето работно и животно искуство и кои што ги открија своите мали тајни на големите готвачи. Мајсторите на кујната велат дека младите кај нас имаат потенцијал, но потребно е да им се покаже вистинскиот пат и да им се дозволи да осознаваат сами. The students which we met this morning, there's a lot of potential. I do believe they have the heart. Учениците со кои работевме денес имаат голем потенцијал за оваа индустрија. Ние им даваме на нив можност за учење, треба да им обезбедиме школување и кујни. Младите се спремни, но мораме да им помогнеме. Young people are there, they are ready, but we need to help them. Da mi želimo da ta djeca, kao što je moj kolega Stevo rekao sada, сакаме децата да сакаат да научат, да бидат позитивни. Ова е убава средина со професорот. Тоа не импресионира. Sredina zajedno sa profesorom i sa šefovima ovdje koji rade sa njima, to nas je više impresioniralo. Dakle, mene inspiriše ovdje najviše ovi učenici koje sam imao prilike danas da vidim. Vidio sam u njima na njihovom... Мене ме инспирираат учениците. На нивните лица се гледа заинтересираност, но и ние им помагаме со мотивацијата. Им раскажуваме за нашите приказни и што се тие може да постигнат во оваа професија. Priče smo puno toga ispričali kako bi mi bili njima primjeri da vide šta mogu da postignu sa ovim lijepim zanimanjem. Кај некој од учениците е забележан и надпреварувачки дух, па според шефовите, тие мора да излезат од училниците и да побараат нови нешта надвор. Па чујте, јас сам данас имao предавање како се припремите за такмичење и видим да има ту волја и да желје. Денеска имав предавање како да се подготвите за надпревар. Децата имаат желба да се надпреваруваат. Се гледа дека се желни и јас кога бев млад едва и чекав да излезам и да пробам нешто ново. Ја кога сам био млад едва сам чекал негде да видим па да види како други раде. Така да мислам да око тога би могло бити еден велики успех. Сепак, да се стигне до врвот е многу тешко, па шефовите ги предупредија дека тие мора да се движат чекор по чекор до успехот. Значи ученици у Македонија, јас сум нима рекao, значи поступак учења... Им кажав на децата дека постапката на учење за кувар или за шеф доаѓа по степеници. Како да се качувате по облакодер на 20 ката, но чекор по чекор. Им треба многу искуство. Значи нима треба стварно пуно искуство.